30 сертифицирани органски производи растат под пластениците на терапевската заедница Покров од Струмица. За нивното производство се задолжени експерти агрономи, но и клиентите корисници на услугите на заедницата за борба против зависности од дрога, алкохол и хазард. Оваа заедница е меѓу пионерите кога станува збор за социјалното претприемништво во Македонија. Одговорните оттаму велат дека финансиската поддршка им е важна, па оттаму и важноста на договорот со ресорното министерство за покривање на трошоците на 32 корисници. Тоа многу ќе значи и во создавање на една стабилна социјална економија во тераписката заедница Покров, бидејќи социјалната економија служи во два правци кај нас. Од една страна им помага на клиентите да станат работни, да станат одговорни, да стекнат работни навики и вештини, а од друга страна ја градиме нашата самоодржливост. Така да ќе имаме двојна корист од овој договор. Ќе располагаме со повеќе финансиски ресурси и ќе можеме до 2020 година да оствариме нашата визија, тоа е да станеме самоодржлива организација. Во Македонија се уште не постои цврста законска рамка во која функционираат социјалните претпријатија. Затоа експертите сугерираат приматот да го земат локалните власти кои може да им помагаат на овие компании од идеја да станат реализација. Локалните институции, општините, можат да ги поттикнат со директна поддршка. Дали во рамки на она што веќе го прават тие и онака преку ЛЕР, преку локален економски развој, ги поттикнуваат претпријатијата, едноставно да ги вметнат во тој дел на поддршка со засебен сегмент и социјалните предпријатија. На нив секако им се потребни ресурси, кривање на капацитетите и се нешто што општината или пак локален класичен бизнис може да го обезбеди. Помошта за социјалните претпријатија може да дојде и од компаниите. Од Покров велат дека склучиле договори со Тинек, Зегин и Наша земја за продажба и пласман на нивното органско производство. Компаниите добавувачи велат дека немале дилема околу одлуката дали на нивните полици треба да се најдат производи од социјалните претпријатија. Сите дилеми и сомнежи се урна кога дојдовме во Покров пред известно време и видовме како тие работат и што произведуваат. И потоа се јави моментот на општествена одговорност, се разбуди силно во нас и посакавме да им помогнеме, како што постариот брат му помага на помалиот брат, држејќи го под пазувите да прооди. Освен помошта од централната или локалната власт, бизнес секторот и меѓународните фондови и банките може да бидат партнер во социјалните економии, препознавајќи го нивниот потенцијал и исплатливост. Ке ги препознае ли Македонија потенцијалите на социјалното претприемништво? Во Европа 10% од бруто домашниот производ е резултат на социјалните претпријатија. Секој четврто што се формира е исто така социјално претпријатие. Овие видови на економија биле многу поотпорни и на економската финансиска криза, покажуваат индикаторите.